civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Докторе, добар ден. Малку сум љубоморен за тоа што влегоа вашите критики за практиките, политиките и практиките кои се однесуваат на општина Гостивар од страна на централните институции. Повеќе беа дел кој јас би сакал да покрием, но секако дека се во согласност со она што ние во проектот Европски перспективи следно ниво се обидуваме да го направиме, а тоа е да влеземе што е можно подлабоко во суштината на односите, на настаните, на процесите кои се однесуваат на европските перспективи на Република Северна Македонија, а се разбира кога се работи за целата земја, тогаш и секое парче од таа земја, секоја општина, секоја заедница, впрочем е дел од тој процес. Особено ако сакаме тоа да не биде декларативно со празни зборови, туку да биде вистински доследно онака како што зборуваме. Кога зборуваме за европските вредности, би сакал да ја потсетам јавноста уште еднаш на нашиот став дека кога зборуваме за европските вредности, не зборуваме за вредности на Европската Унија, туку зборуваме за европските вредности, а ние сме дел од Европа. Колку и да не се чувствува некој така, или пак не сака да се чувствува, тоа е сепак факт. Ние сме дел од Европа и европските вредности се вредности кои се негувале, се бранеле и се газеле токму на тоа исто европско тло. Јас би сакал да продолжиме во овој дел со неколку актуелни политички прашања за политички настани и процеси. Се разбира, веќе се загрева предизборната атмосфера. Нашата земја е позната по тоа дека многу пред време почнуваат изборните активности, практично и не престануваат меѓу два изборни циклуси. Тоа што мене најмногу ме интересира во овој момент, нели кажавте навистина сериозни констатации, би рекол дури и обвинување на сметка на централната власт во поглед на однесувањето кон општина Гостивар, кон вас како градоначалник. Меѓутоа, имајќи ги сите тие работи предвид, дали ќе се кандидирате за втор мандат како градоначалник? Дали би влегле во авантура, во овие околности, во ваков контекст, во ваква констелација политичка, обштествена, институционална, меѓуинституционална, да бидете втор мандат, по втор пат градоначалник на општина Гостивар? Пати сме направили интервју со вас и во другите медиуми. Ова моето не е политика, туку е мисија. Повеќе ми е мисија отколку што е политика. Влегов во политиката и никогаш не размислував да бидам градоначалник. Ниту сум размислил некогаш дали би се кандидирал. Воопшто не беше во ниедно место во мојата животна агенда. Меѓутоа, околностите беа такви, ние бевме мала политичка партија која што започна пред 6 години со околу 10 луѓе и денеска има 12 пратеници и 3 општини. И 2017 година, кога се кандидирав за градоначалник, вие знаете, ја бев министер за здравство и релативно добро прифатен со екипата која што работевме во Министерство за здравство. И нормално, ние планиравме да се тераме таму, имавме повторно наша мисија, која што треба да ја тераме во посебно во јавното здравство. И тогаш ние како партија, кога имавме само 20 пратеници и бевме дел од власта, а јас бев во Министерството за здравство, направивме анкети, меѓу другото и за Гостивар, и анкетите покажуваат тоа што излегува после резултати. Значи дека со едно име може да се победи во Гостивар. Еднаш тогаш еден ваш колега, памтам во една дебатна емисија, господинот Сашо Ордановски, ми рече: тие Зијадин сте раководството на партијата, вие ми изгледате како камикази. Двајцата раководители на партијата излегувате за градоначалници и замислете ако ги изгубите општините, во каква позиција ќе видите. И ние во едната победивме, во другата изгубивме така како што изгубивме со цела држава во Струга. Како и да е, една општина освоивме брз име, меѓутоа и екипа. Поради анкетите, затоа и влегов во
градоначалничката трка и никогаш не размислував дека тоа ќе биде ваква лоша приказна. Дека ќе биде битка со стресови, со притисоци, со закани, со разни инструменти кои ги користи државата за да те спречи, за да те демотивира, за да те стопира, за да во еден момент ми се случило тоа, може би 10-15 пати, да речем, на лет не ми треба ова, се враќам како универзитетски професор во мојата клиника, имам плата 2 пати повисока отколку платата на градоначалникот. Меѓутоа, постои таа морална категорија, димензија на човек, која што вика, кога гледаш позади тебе, имаш полно луѓе кои што дошле по тебе, дека ти верувале. Тоа се универзитетски професори, доктори, професори и секакви поштени луѓе во Гостивар кои што влегвеле во таа прљава игра затоа што верувале во една екипа која што може би има мисија за да среди одредени работи во општеството и ако е персонално ја не би се кандидирал, туку би се повлекол уште пред 2-3 години. Кои институции најмногу ви вршат притисок? Видете, централната власт ја во почеток мислев дека причина е само ДУИ. Меѓутоа, сега со тек на времето, дефинитивно констатација дека ДУИ и СДСМ заедно го прават тоа. Практично, Гостивар е релативно успешна приказна, ви велам. Една анкета од МЦМС, 27% од испитаниците албанци, значи секој четврт албанец кажал дека верува на Таравари. На градоначалникот, на екипата, не на Таравари, на екипата на администрацијата на општина Гостивар. И ова е фасцинантна цифра, која што те мотивира да продолжиш уште подобро. И меѓутоа, не знам дали е причината што повеќето градоначалници на СДСМ се, не сакам сега сите да ги рангирам исто, меѓутоа тие анкети покажуваат многу слаб рейтинг на тие градоначалници. Дали е некоја друга причина, не ми е јасно се уште, меѓутоа знам дека освен 2-3 министерства, министерката Мила Царовска, која што сме имале фантастични релации, значи коректни односи и не случајно 5 нови градинки има во општина Гостивар со помошната бивша министерка за труд и социјала. Исто така сега Центарот за аутизам, пак со министерката Шахпаска, со која што исто така имаме фантастични релации. Не можам да кажам сите министерства. Не може да кажеме кај модел на јас ви кажувам две министерства, затоа и ги фалам тие две министерки кои што беа стварно модел како треба да се соработува централна со локална власт. И тука треба да ги спомнам министрите кои што, например, Арбра Адеми, Оливер Спасовски, на кој што нон-стоп му праќав стики на шефот на полиција дека е во канцеларијата и никогаш не биде за сhodно да реагира или барем да не повика да праша дали смеат шефот на полиција или командирот на полиција да биде член на партија. Се уште јавно прашувам дали е во ред тоа да се случи или одредени финансова полиција, организиран криминал. Ја не знам ни кој ги раководи тие институции, меѓутоа знам дека се под диктат на премиерот кој што бара да се најде нешто во Гостивар, да се направи некој скандал, афера. Ова може да биде многу сериозно обвинување. Значи имате ли аргументи да тврдите тоа? Дали имате докази? Да дојде во една општина финансова полиција 100 пати и во друга општина ни еднаш да не оди, значи има одредени сомнежи, тогаш треба да ни кажат и знаеме дека финансиската полиција не е во юрисдикција, односно не е во надлежност директна на премиерот. Само што директорот, ја колку што знам, е од СДСМ, ја колку што знам, може би грешам, меѓутоа ја колку што сум информиран, знам дека директорот е кадар на СДСМ. Добро, ова беше еден долг одговор во кој не добив дали ќе се кандидат? Добив доста интересни моменти, се разбира, апсолутно важно и да се слушне и тоа, меѓутоа дали ќе се кандидирате повторно? Анкетите повторно покажуваат како пред 4 години, ние анкетираме уште имиња. Значи 2-3 имиња кои што се потенцијални кандидати во Гостивар, сите се против кандидатот од ДУИ. Меѓутоа не треба да брзаме со дефинитивната одлука. Алијанса како партија во Гостивар е околу 25-30% пред ДУИ. Имаме добра структура и ќе видиме. Ако е можно да се направи
некој байпас, да речам, некој друг да продолжи. Ја мислам дека еден мандат е сосема доволно за еден градоначалник, тоа што има да го каже и да го направи, може да го направи. Меѓутоа, ако дојдеме во ситуација што бројките ни покажуваат дека би ризикувале, тогаш ќе си продолжам втор мандат. Меѓутоа, вториот мандат ќе им дадеме предност на младите да продолжат. Ја ќе продолжам повторно да бидам маскота во таа екипа, како што сум и сега. Добро, не еднаш сте спомнале и во интервју со мене за Цивил Медија дека многу се подпирате на својот и му верувате на својот тим кој е составен и од млади луѓе. Сме се увериле во тоа и кога сме биле во посета на вашата општина. Во секој случај, кога веќе зборуваме за општинските, односно локалните избори, какви избори не очекуваат? По ова што гледаме, ќе останат само локални избори. Мнозинството функционира со 62-67 пратеник, не знам точно колку се, меѓутоа се над 60. Така да најверојатно ќе се оди само на локални избори. И по резултатите на локалните избори тоа најверојатно ќе импонира како дали на пролет повторно ќе имаме избори или ќе пречекаме уште 2,5 години за избори. Ќе видиме резултатите. Сега мислам дека нема некое посебно од мнозинството, нема некакво расположение да одат на избори. А и анкетите баш не се добри, кога би биле добри, најверојатно би отишле, не би седели со овие бројки што ги имаат. Како и да е, ја мислам дека по се изгледа ќе одиме само на локални избори на 17 октомври. Добро, локалните избори не е препорачано да се врзуваат со парламентарни избори од повеќе причини, меѓу другото и заради тоа што кога се парламентарни избори, тогаш прашањата кои се разговараат во јавноста, во кампањите се на национално ниво и така се фрла сенка и паѓаат во заборав практично локалните проблеми. Добро е тие да бидат одвоени, барем така велат експертите, тоа е ставот и на организацијата Цивил која се бави со мониторинг на изборните процеси и се разбира учествува во изборните реформи. Меѓутоа, кога зборуваме за самите локални избори, велите дека најверојатно нема да има, тоа е и препорака и на меѓународната заедница. Сепак, каков ќе биде квалитетот на тој изборен процес? Дали мислите дека луѓето таму ќе се задржат на тоа што подразбира понуда на водење локални политики и практики, или пак повторно ќе имаме како во минатото големи национални прашања на теми кои се однесуваат на локалните избори? Изборите не се разликуваа многу од 2017 и 2013 и 2009, кога имало локални избори. Значи, ова мнозинство не успеа да направи некаква дистинкција во организирање на изборите во однос на претходните, и во подкуп на гласови, и по крадење на гласови, и по полнење на кутии. Впрочем, дел од минатиот режим е сега дел на хибридниот режим, така да, освен фингерпринтот за кој што сме оптимисти дека ќе се случи, а со фингерпринтот ќе се докаже ова што нон-стоп збориме една година дека во заја се полнат кутии. Ете, ја јавно кажувам дека со фингерпринт, ако има во зајас, ако има сега 50% од тие гласови што ги имало пред една година, во 2020 на парламентарните избори, ја нема да се бавам со политика. Ако има половина од тоа што го имале во 2020 година, ви гарантирам дека ако функционира фингерпринтот, а без фингерпринт ние како политичка партија нема да одиме на тие избори. Знаете за забелешките кои се однесуваат на фингерпринтот, нели? Не ги знам забелешките, техничките забелешки само на 5% во територијата, се надевам да не се случи. 5% не е малку. Се надевам да не се случи само во Тетово и во Зајас, се надевам тоа да се случи само во одредени планински села кај што стварно нема интернет. Фингерпринтот како технологија е... Меѓутоа во Зајаз, ја колку што знам, има интернет, така да ќе влезат со прстите гласа. Не е проблем, ќе дојдам и јас, ќе им дадам од хотспот од мојата... Членови на, сега прв пат имаме и членови во изборни комисии, ја мислам дека и тоа ќе помага за да изборниот процес биде пообјективен. Меѓутоа, подкупот на гласови и притисоците што се вршеа и 2017 и 2020 година, тоа јавно го знаат сите, и меѓународниот фактор тоа го знае дека и беа купени гласови, бе
Да, го нема во нивните извештаи. Да, во почетниот извештај на ОПСЕ стои дека има места кај што е злоупотребено гласот, а дека се вршени притисоци врз Да, тоа го од инспекциите и полиција, тоа е јавна тајна и меѓународниот фактор тоа го Кога кажа. веќе зборуваме за тоа, дали добро разбрав дека го поистоветивте изборниот процес во 2013 кој е меѓународно препознат како изборна кражба и во индустријски размери, онака баш веќе и се истражува и како случај за тоа како преку заробеност на државата, преку структурно насилство и демографски интервенции се обидува еден режим да освои власт на локално ниво. И 2017 година, која од меѓународниот фактор, па и од домашните организации, вклучувајќи и цивил, ја означија како изборен процес кој се разликува од претходните изборни процеси. Јас само една реченица ќе кажам. Замислете, Иако имавме многу забелешки тоа. Замислете, ви доаѓа премиер на држава и министер за внатрешни работи 3 пати во гостивари во Струга и кажуваат кој треба да биде премиер, кој треба да биде министер, кој треба да биде градоначелник. Ја колку што знам, оваа не дозволуваат ни по како се препораките на Прибе. Значи, премиерот активно да учествува и министерот за внатрешни работи и Зечевич да седи во Струга и во гостивар, ја не верувам дека удри му миле се разликува од овој начин. Вие сте сведоци дека премиерот беше во гостивар, им кажуваше на граѓаните дека Таравари не треба да биде градоначалник, треба да биде министер, а Бејта треба да биде. Имавме во живо и пресконференции токму и на оваа тема, повеќе за Дебар зборувавме во таа. Дебар беше 2019 година, кога беа претседателските избори, а во гостивар министерот Спасовски доаѓаше и кажуваше дека битките се тешки со Бејта што ги воделе 2016, ќе биде тешко, али ќе победат во гостивар 2017, меѓутоа повторно граѓаните. Но овој аргумент што го кажувате сега, што секако беше дел и од забелешките и на домашни и на меѓународни мониторинг мисии, дали тоа значи дека е доволно за да ги поистоветите изборните процеси од 2013 и од 2017 година? Ја отварам како дебата да не беа прислушкуваните разговори на Груевски, јас ви гарантирам дека никогаш не ќе дознаевме што се случувало. Може би разговори од 2017 и 2020 ќе излезат, може би, и ќе слушнеме и тогаш како се влијаело, меѓутоа знам дека беше жестоко во гостивар и во Струга, притисоци огромни, цела држава, инспекции, полиции, се со цел, зошто? За да победи Бејта или Мерко и делумно успеа, да беа квалитетни како Не успеа, вие сте градоначалник. Добро, јас сакам да кажам, со Мерко успеа. Да беше Мерко структура на личност која што имаме добри искуства во минатото и тоа е во ред. Значи, повторно, меѓутоа структурата на личност на господинот Мерко, повеќето граѓани на Македонија знаат и анкетите не покажуваат каква е перцепцијата и премиер кој што соборил еден режим и сега сака да направи реформи и стои позади такви луѓе, мислам дека и не случајно сега анкетите на ИРИ кога ги гледаме, довербата на владата никогаш не било од 2004 година во толку ниско ниво како што е во 2021 година. А влада се СДСМ и ДУИ. Добро, сепак не добив одговор дали можеме да ги и поистоветуваме 2013 или и 2017 како локални избори, затоа што извештаите што јас ги читам, па дури и во некој од Кога би имале прислушкувани разговори како што имаме сега за 2013. Ние во 2013 година немавме прислушувани разговори. Знаеме дека Мијалков тогаш работеше сега. Ние точно знаевме како се одвива, можам да ви ја препорачам, да речеме публикацијата Бескрупулозна борба за власт од цивил. Како испокрадува на господинот Руфи Османи, мандатот му го зема Мијалков и бандата, друштвото. Слично се, зборот ми е дека ние во 2013 година немавме прислушувани разговори за да можеме да ги направиме нашите извештаи. Исто така,
прислушуваните разговори ние не ги користиме како адут во мониторингот. Јас би, мојот одговор би било дали и по препораки на Прибе, дали е во ред министер за внатрешни работи и премиер да доаѓаат од град во град и да вршат притисоци и да бараат, да се мешаат во изборен во изборниот процес, да се мешаат кој ќе победи, како ќе победи. Нели се овие притисоци? Збориме за периодот кога беа во кулминација на да речам својот кредибилитет. Сега веќе и да дојдат нема таков ефект, дури може да имат против ефект. Мониторинг мисиите и од странство, како и од домашните организации, секако дека дали знаете, например, вложуваат забелешки и го 2020 година, например, во одредени изборни места има кај што гласале луѓе на секои 7 или 10 секунди или 20 секунди. Познато ни е тоа, меѓутоа никогаш во јавноста не излегува вистински детаљи за тоа како тоа се одвивало. Сведоштва, докази и сето тоа. Ние навистина можеме да ги слушнеме сведоштвата, меѓутоа ако се оф те рекорд, тогаш не можеме да ги земеме предвид. Бројките кои што даваат, например, излезено, не се сеќавам. Само да ви кажам една работа. 2018 година, кога беше референдумот, цел еден председател на Државна изборна комисија влезе во кампања да ги намали ефектите од тој многу важен процес за нашата земја, поради кој и сме на неколку скалила погоре од она што бевме во тоа време. Беше токму ваков документ, односно не документ, туку ваква теза беше изнесена. И во ниеден момент не беше подкрепена со вистински докази. Беше со цел да се упати на тоа дека самиот изборен процес во некој момент, од некоја заедница бил, и тоа се работи за албанската етничка заедница, дека интервенирале во самиот изборен процес, што нормално имаше цел да предизвика говор на омраза врз етничка основа. Во 2018 година не им успеа добро, но во секој случај кога имаме сведоштво некоја, изјава од граѓанин, изјава од политичар и така натаму, ние го земаме тоа предвид. Било да се работи за ОПСЕ, ОДИХР, било да се работи за Цивил или за Мост. Меѓутоа, ако немаме вистински аргументи и докази, ние не можеме да внесеме тоа во извештај. Ние како политичка партија, например, побаравме за да ги признаеме изборите и за нашите 12 пратеници да ги дадеме на туи да ги користат овие 4 години, побаравме само една изборна кутија. Било која, нека изберат тие во зајас, една изборна кутија, нека ја отворат, ако сите тие луѓе кои што гласале се во зајас во моментот, ние ги дававме нашите 12 пратеници да ги користат до крајот на нивниот мандат. Да бидат by default нивни. Меѓутоа, никогаш не го прифатија, ако не ви прифаќа никаква жалба Државната изборна комисија, во која што вие немате ниту член, не ви се дозволува ни да имате член, кога сите судови, знаете како функционираат судовите, избрани од Блерин Беџети и Сашо Мијалков, и сега некои нови деца повторно избрани од Заев и кој е за правда, не знам. Повторно, не можеш, и ние направивме жалба и во тие судови, меѓутоа во управниот суд, например, предметот и оди кај, како се викаше, бившиот член на ДУИ во Државната изборна комисија. Тој е член, сега е судија. И Субија Купи, да, Субија Купи, предметот ви одби кај Субија Купи, и не очекувате Субија Купи да ви донесе дека ќе отвориме една кутија, или имавме и за Долнени, и за одредени други избирачки места. И нормално правдата никогаш нема да се разбере, ќе остане во 3-4 редови напишани во некој извештај. Меѓутоа, тоа веќе причинува одреден ефект во власта која што се формира со формирање на власт. Јас сум убеден во важноста на извештаите, иначе без нив не би можеле да видиме напредок во демократските процеси. Јас се сеќавам, Цивил медија токму отвори простор токму за вашите забелешки, вашата ракавица која фрливте, дајте една изборна кутија. Не знам дали се сеќавате тенковите кои што беа во Дебар,
кога беа председателските избори, локалните избори. Известувавме и за тоа, дадовме голем простор и многу внимание за тоа. Ја не знам во периодот на Груевски 2006-16 дали се случило некаде тенкови да испратат во некој. Не беа тенкови, беа оклопни возила и беа испраќани. Не знам дали во периодот на 11 години може. Редовно со специјална полиција со оклопни возила и тоа. Беше како е војна состојба, воредна состојба во Дебар, се сеќавате? Се сеќавам, имавме пресконференција во живо исто така на таа тема, меѓутоа зборуваме за тоа дека и вашата забелешка да ви дадат една кутија и дека ќе се согласите со плюс не мора да купат. Точно така, дека тоа не се случи, го зборувавме тоа и со представник на вашата политичка партија, Алијансата за албанците, во тоа време со вас исто така забележано е дека не е прифатена ракавицата, тој фрлената ракавица, меѓутоа се уште се разбира дека тоа не е важно, јавноста е таа да процени дали вие сте во право или не сте, меѓутоа мене од тоа што сум го читал и од тоа што сум го искусил на терен ми изгледа не малку многу претерано да го поистоветите 2013 локалните избори, процесот на спроведување на локалните избори во 2013 година со било кој друг процес на локалните избори во нашата земја, но тоа е ваш став, се разбира, го уважувам. Повеќе сегменти, не дека јас. Јас порано, кога го критикував некогаш премиерот 2018 година, имав огромен отпор од да речам, граѓаните или нашите сограѓани, меѓутоа денеска се повеќе, ако ги гледате дебатните емисии и онаа што го пишуваат одредени медиуми, новинари кои што беа ориентирани про-левичарски, веќе се повеќе пишуваат за споредби Груевски заев. Тоа не го велам јас, вие знаете и вие ги познавате одредени новинари, луѓе од цивилното друштво кои што имаат добар ефект во нашето општество, дека споредбите Груевски заев се една ствар. Локалните избори 2013 и локалните избори 2017 се две различни приказни, но јас велам дека јас знам како тоа го поминавме, барем во Гостивар ви кажувам, да ви доаѓа премиерот и министерот 2-3 пати. Тоа сакам да кажам, вашиот впечаток на локално ниво може да биде таков и за тоа можете се разбира да имате апсолутно право да го кажете. Секој втор, трет ден ви е во Гостивар, тоа не ни... Добро кафе имате во Гостивар. Има убаво квалитетно кафе. Имам уште две прашања, ако не ви е проблем. Зборувајќи за предвремените парламентарни избори кои се невозможни, барем во овој момент, како што утврдивме во овој разговор, меѓутоа никогаш ништо не е исклучено, нели? Во секој случај, зошто би требало да има предвремени парламентарни избори, според вас? Па искрено, мнозинството гледате како функционира. Да беше функционално мнозинството и не би ми помислија, ниту би разговарале за предвремени парламентарни избори, и изборите е нормално да се организираат како што се организираат во цел свет, на 4 или 5 години. Меѓутоа, кога ви треба да направите кворум месец дена, 2 месеци, кога не ви поминува ништо, не можете да обезбедите и кворум за работење, кога ништо не ви е функционално во парламентот, и логично е да се размислува евентуално за ново мнозинство. Кога слушате одредени партии кои што се дел од мнозинството, дека покажуваат сигнали дека има незадоволство внатре, дека ќе имаат своји кандидати за градоначалници, дека се сформираат своји пратенички групи. Зошто не би размислувале за кога е дисфункционално со еден збор, едно мнозинство, секогаш опозицијата, и тоа е впрочем улогата на опозицијата, да биде коректор и секогаш да се обидува ако може да направи нова комбинација која што би била пофункционална. И мислите дека парламентарни избори во октомври, кога се закажани локалните избори, ќе направат некоја промена во тоа и дека со таквото одржување на истовремени парламентарни предвремени парламентарни со фингерпринтот минусирајте 15 до 20.000 гласови од ДУИ. Не зборам повеќе.
15 до 20.000 минус гласови ако фингерпринтот се става во функција во октомври, ќе се стави во октомври во функција. Не знам дали сте запознаени, 20.000 гласови се 3 пратеници. Постојат искуства и забелешки за тоа дека со фингерпринтот може да се случи 15-20.000 гласачи воопшто да не добијат право на глас, што ќе биде кршење на гласачкото право поради Ќе видиме, во Албанија немаше, да а во Албанија прв пат организираа сега пред 2 месеци такви избори, кај што прв пат користеа фингерпринт и искрено немаше забелешки дека некој останал без гласање или некој земал друг прсти од други луѓе. Да чукнеме во дрво. Се надевам дека такво нешто не е толку драгоцен гласот за да се сечат прсти на луѓе, иако такви закани по социјални мрежи за некои активисти веќе прочитавме, не во изборен контекст, меѓутоа во друг. На локално ниво мислите да одите со ВМРО во коалиција, ВМРО ДПМН? На локално ниво ќе одлучуваат нашите локални структури. Едно ни е јасно и не е кажано дека договорот кога е формирана новата влада 2020 година, дека веќе има договор меѓу СДСМ и ДУИ да настапат исто како 2017 година. Ако е оваа вистина, а по нашите информации најверојатно е вистина, тогаш нас ни преостанува со другите партии кои што нема да бидат дел од таа коалиција, со кои што можеме да соработуваме на локално ниво, а тоа ќе го одлучат ограноците на Алијансата и Алтернативата заедно. И во таа опција апсолутно држи и може да се организираат и соработка со ВМРО, и со Турска партија, и со Бошњачка партија, евентуално некаде и со Либерално-демократска партија и други партии кои што функционираат, ви велам, во зависност од тоа. Например, во Боговине има многу малце македонци. Не ви пречи националистичкиот карактер на ВМРО ДПМН во поглед на албанците на централно ниво, ако се работи за локално ниво, значи не ли е тоа малку? Па не би рекол дека нешто се разликуваат искрено. Може би декларативно СДСМ се разликува од ВМРО, меѓутоа по начинот на дејствување, например, ВМРО не знаеше да впишува за вработување на македонци да се напишат како албанци. Тоа е иновација на СДСМ. Има и други работи. Како тоа мисли дека СДСМ тоа го поставило како практика? Па немаше, ја не сум слушнал пред 3-4 години некој македонец да се вработи во администрација и да се декларира како албанец и да влезе во квота или како балансерот, да помине како македонец, како албанец да се вработи, а И мислите дека тоа некој седнал во СДСМ и го воспоставил сигурно спонтано не е, сигурно наивно не е. Практика. Меѓутоа да беше еден случај, два, меѓутоа тоа се, ја мислам дека веќе десетици случаи кои што се организирани и тоа. Инаку да ве информирам, и во времето на Груевски имаше слични такви скандали и афери. Значи има кога луѓето се во потрага по Груевски имаше наратив тој што го имаше, ја не го споредувам. И тој не ви пречи. Не, со Груевски немаме работа, со Груевски ДУИ имаше работа, меѓутоа ортаците на Груевски се заедно со Заев. Заев е тој што викаше дека 5 пари не вредат албанците. Значи, ако земеме такви анализи да направиме, ќе најдеме 1000 мани и кај нас, и кај нив, и кај сите. Ние за локално ниво сега зборуваме за локални проблеми, генерално ќе збориме за инфраструктурни проекти, за поздрава животна средина, за поубави училишта, за подобри културни домови, за се што може да се инвестира на ниво на општините и тоа е да речам нашата цел, да се победат што повеќе општини, таму кај што не ни треба евентуално да соработуваме со некоја македонска партија, ви велам, во Боговине или во Ликово, не знам дали има. Ако има и таму може да се организира и да се соработува и со ВМРО ДПМН. Ви велам, кога Ама со СДСМ никако на локално. Не, видете, ако има договор, ние сме подготвени и имаме канали на комуникација и со СДСМ и со ВМРО. И тоа знаете како е, ова е како некоја девојка ја сакате, а таа е мажена со некој друг
Вие сакате, меѓутоа не можете. Постои друга со која што мора да се работи. Тоа значи дека албанска партија, па дури толку голема како што израсна Алијанса за албанците, не може сама да оди на локални избори, мора да бара потпора во некоја поголема македонска партија. Да бидам искрен до македонска. крај е идиотски. Ние 2017 година бевме, да речам, полуидиоти, отидовме сами. И тоа е што изгубивме 12 општини, а можевме ако направивме соработка, ја имав делубна соработка и со делот СДСМ во Гостивар и делот ВМРО во Гостивар, и затоа победивме. Зијадин одби, апсолутно тогаш не сакаше да седне да разговара со ВМРО, и преку државата и СДСМ ти се против и ВМРО, и нормално. И повторно, декларативно, дуи секаде кажува, па и во Гостивар кажува дека ќе имаат соработка и со СДСМ и со ВМРО. А за Дуи тоа не е воопшто и да седне со Мицковски не е ништо страшно, тоа е вообичаено, ти биле и со Груевски. Ако Алијанса соработува со ВМРО, тоа е скандалозно, така да на локално ниво ние ќе бидеме во ситуација што ако сакаме да победиме, мора да соработуваме со секој. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.